Почитувани присутни, пред нас се наоѓа предлог одлука, кој што треба да се произнесе всушност овој советнички состав, а се однесува за максималниот број на такси возила кои што ќе ги извршуваат или обслужуваат такси услугите во нашата општина. Искрено да ви кажам, во целата оваа одлука, ако иземам во контекст сите оние дискусии кои што беа водени на комисиската расправа, вклучително и моите контакти со засегнатите страни, оваа одлука за мене е замотана во дузина регулози кои што апсолутно ме ставаат во резервирана позиција за тоа колку навистина оваа одлука го реши суштински овој проблем. Знаеме дека на една страна ни се наоѓаат такси превозниците кои што се легализирани и кои што заслужуваат и имаат право на лојална конкуренција и на нормални услуги за работа. Од друга страна ни се наоѓаат такси превозниците кои што не се легализирани и кои што борејќи се секојдневно за својата екзистенција, на овој начин всушност се обидуваат да ги преканат своите семејства. Мораме да признаеме дека навистина станува збор за исклучително тежок проблем, на кој што, за да одговориме онака како што треба, суштинско решавање на истиот, навистина треба студиозно да идеме. Каде се ајдемо со однеш? Материјалите кои ги добив, а се однесуваа за оваа всушност точка, во себе содржаа дека максималниот број на дозволени такси возила ќе биде 250. Наводно бројка која што е донесена на сериозна студија. Кога присуствував на комисиската расправа, таа бројка се зголеми на 400 возила, значи дури за 60%. За мене не држеше одговорот дека зголемувањето всушност на бројката е за да ние во иднина немаме потреба повторно да се состануваме за истата проблематика. Всушност советот постои за да ги решава проблемите на граѓаните и нас не треба да не отговарува тоа колку ние тоа треба да се среќаваме и колку седмици треба да одржуваме. Затоа што секогаш постои можност за задавање на подобрена верзија на било кое решение што го задаваме. Ми се наметна прашањето, зголемувањето на такси возилата за дури 60% се донесе на некоја нова студија или така се отфрли од рака. Вториот момент, кој што исто така ми роди сомнеш околу оваа одлука, беше на моето поставено прашање за такси стојалиштата. Значи, ако ние одобриме во овој момент 400 бројка од 400 легализирани такси возила, дали во општината нема да наидеме на инфраструктурни проблеми што се однесуваат на такси стојалиштата. Ако паралелно на ова погледнеме во законот, каде што глобата е дури 500 евра за лице кој што нема регуларно да биде паркирано на такси стојалишта, врши всушност такси услуги, тогаш апсолутно се наоѓаме во ситуација дека ние на некој начин со ваков, да кажам, со вакво паушално фрлање на бројките ги поставуваме такси корисниците всушност и односно оние кои што ги нудат такси услугите ги поставаме во ситуација да бидат загрозени токму од оваа глоба која што законски постои. И што е вториот момент? Третиот момент е следниот. Во моите контакти со оние представници од легализираните, значи такси возила, ми кажаа дека за околу месец дена се очекува дека овие состојби ќе се нормализираат, ќе се решат, ќе се доведат до ниво кое што заслужува да биде, а додека од другата страна оние кои што се сега нелегализирани, значи такси возила, луѓе ме кажат дека ќе им се даде рок од 6 месеци за да во тој период всушност ги легализираат своите возила и влезат во некоја законска, значи одобрена позиција. Навистина, едната рамка од месец дена со другата рамка од 6 месеци ми роди сомнеш дека и со едните и со другите некои си поиме. Всушност, тоа е потврда, но што ми беше кажано, дека навистина станува збор само за политичка одлука, само за политика, која што
може би има и разум само како бркање на гласови пред избори. Ова за мене значи купување на време, да го премостиме изборниот период, затоа што и едните и другите се всушност гласачи, кои што треба да обезбедат нечија фотелја, како би ги добиле всушност тие гласови, ако не, со одоброволување на едната страна и со заплашување на другата страна. Заради сите овие моменти кои што ви споменав, лично ќе гласам воздржано за истата одлука, затоа што ценам дека и едната категорија на граѓани и другата категорија на граѓани навистина заслужуваат сериозен, студиозен пристап, кој што ќе го најди соломонското мудро решение за да навистина го реши горливиот проблем и кај едната и кај другата страна.